Почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денеска бевме сведоци каде премиерот Зоран Заев на една наместена и фингирана ситуација ја промовираше мерката зелена нафта. Квази мерката зелена нафта која што неколку пати потенциравме дека е фиктивна и дека нема реално да ги реши проблемите на македонските земјоделци. Јас го повикам премиерот Зоран Заев и неговиот министер заедно да појдеме во било кој на Република Македонија да видиме реалната ситуација во која што се наоѓа македонското земјоделство. Ова е сликата позади мене која што е реалната и вистинската ситуација во Република Македонија. Позади мене гледаме фрлени праски кои што земјоделците не можат да ги предадат на откупувачите, затоа што први нема откуп, второ нема ни цена. Јас го повикувам премиерот Зоран Заев, заедно со неговиот министер, да одговорат према македонските земјоделци, према македонската јавност. Каде се сите проекти кои што ги ветува во предизборието 2016 година? Каде е гарантниот фонд? Нели ќе се тепа од купувачите за повисоки откупни цени и сигурен пласман? Да одговори премиерот Зоран Заев, заедно со неговиот министер, зошто мерката млад земјоделец доцни веќе една година? Мерка која што треба да ги задржи младите луѓе во Република Македонија. Да одговори зошто се доцни со ИПАРТ програмата и реализацијата на повиците. Да одговори зошто субвенциите се стопирани. Да одговори зошто на производителите на јаболка не им се исплаќаат дополнителните 5 денари ветена субвенција. Да одговори почитуваниот премиер Зоран Заев зошто на оризарите, на сливарите од Радовишко и од Малишевијата доцни исплатата на дополнителната субвенција. Да одговори премиерот Зоран Заев зашто го донесува во колапс македонското земјоделство. Почитуван Заев, ако сте толку сигурни во вашите успешни така наречени проекти, ајде да излеземе на избори и македонскиот земјоделец, македонските граѓани нека ја кажат правата слика. Македонскиот земјоделец и македонските граѓани нека оценат дали вашите проекти се успешни или не. Охрабрете се и конечно да излеземе да се сочиме со македонскиот народ. Благодарам.